По средбата со представниците на земјоделските здруженија и социјоекономските партнери, заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски на пресконференција информира дека огласот за изградба на локална инфраструктура ќе биде објавен оваа недела од страна на платежната агенција, а може да аплицираат сите општини кои имаат интерес или веќе изготвиле вакви проекти. На работната средба во Министерството за земјоделство е истакнато дека по предлог на земјоделците максималниот рок за исплата на предаденото примерно производство наместо 6 да биде 3 месеци. Повеќе од потребно е земјоделците да ги добиваат парите на време, така ќе можат да го реализираат производството, но да имаат и средства за екзистенција. За ова барање ќе се интервенира во Законот за земјоделство и рурален развој. Доколку некој не го испочитува рокот од 3 месеци, ќе следуваат и санкции. Предвидено е дури и отпишување и од регистарот на откупувачи. Земјоделците ги поздравија најновите владини решенија, но дополнително побараа откупувачите при договорот за откуп да им дадат и писмена гаранција дека ќе ја реализираат исплатата во законскиот рок. Со тоа, според нив, би се спречиле секакви манипулации. Председателот на самостојниот синдикат на индивидуални земјоделски производители Ставра Јанев додаде дека без редовен прилив тековните обврски и потреби не се можни. Досега имаше манипулации, се доцнеше со исплатата и по неколку месеци. Очекуваме дека откупувачите ќе ја почитуваат сегашната најнова мерка, со што сето тоа ќе биде надминато, потенцираше Јанев. Одговарајќи на новинарско прашање, заменик министерот Костадиновски истакна дека нема никакви сознанија за наводен шверц на краставици, а доколку тоа го потврдат надлежните царински служби, тогаш ќе се преземат сите мерки за одземање, уништување или враќање на количините.